Или на Донева, средно општинско училиште Лјупчо Сантов Кочани, 4-та година. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, кога ми требаш. Што сака нека биде, што сака нека биде. Биди до мене, биди до мене. Тоа беа последните стихови што многу генерации ги слушнаа за последен пат. Новопечени мајки, татковци, чеда, браќа, сестри, внуци. Луѓе кои имаат толку многу животни улоги што немам доволно прсти на рацеве за да ги набројам. 16 март. 16 март 2025 година. Како црн чат ме гуши секој 16. И не само мене. Цел град завиен во црно и лелек на безпомош. Кажете ми, колку слоеви црнина се доволни за да се замолчи лелекот на една мајка, што од уста леп вадала за да го нахрани своето чедо? Колку солзи се доволни за да се исплаче еден татко, што како роб црнчел со години за да го израсне и заштити своето дете, а некој само така да му го убие најмилото? Го раѓаш, го доиш, го гледаш како од мрвка месо човек израснува, го облекуваш, го храниш, го успиваш, го школуваш. И една ноќ го знаеш на забава, а некој ти го враќа мртво во раце. Добре дојдовте во Македонија. Срам да ви е на сите што можете во лице да ги погледнете овие родители и да мислите дека човечки живот може да се плати. Која цифра ја мери тишината на една празна куќа? Која валута може да замени една празна соба и за секогаш необлечени патики? Кој антидепресив може да замени една празна соба? Кој може да замени 63 недопрени кревети, 63 пара очи за секогаш затворени, 63 иднини, 63 празни стола? Кажете ми, кој? И кога ќе помислите дека ова е само бројка, помислете дека секој број имал име, глас и мајка што го чекала дома и година дена после таа ноќ уште бдее со поглед вперен кон вратата чекајќи го. Втиквеш ко негде, в некое село, кај вслана дивко венеше цвете, убија дете. Еј народе, убија деца. А вие седите и немо гледате како да мислите дека вашето никогаш не можело да се најде таму, на 30 километри оддалеченост одовде, во шупата на смртта, каде минуваше секој викенд. Однадвор позлатена, а внатре трулосана од жед за богатство. Убијци! Убијци! Рацете ви се крвави и нема да ви ги исперат ниту едни зандани. 63 ангели носите наплешки. Кочани, тоа нема никогаш да го заборави. Совеста не се пере со часовници. Изгледа тоа го немате слушнато. Поарам да ви се сите обиди за бегство и лажирање на болести. Бидејќи за некои луѓе времето застана на 16 март минатата година. Иако сонцето толку пати повторно изгреа, тие се уште талкаат по светот, барајќи ги. Ги бараат во секоја сенка, во сечија преградка, во сечии очи и во луѓе што оддалеку барем за миг наликуваат на нив. И моите очи оваа ноќ лутаат по салата како пред 2 години. Но едни очи повеќе не ме гледаат како тогаш. Едни очи сега спијат негде далеку од ова гнило со целото мое детство во нив. А јас прв пат во животот морам да научам како се живее без нив. Затоа вечерва барам само едно. Да не заборавиме. Да не заборавиме како молкот ко сирочи ги редеше кочанчани. Да не заборавиме 63 ангели, 220 луѓе со доживотни лузни и трауми.
Да не го заборавиме тоа утро, кога сонцето осамна, а ние погубивме пола град по црната земја. Затоа што најстрашната смрт не е кога човек умира. Најстрашната смрт е кога умре човечкото во нас. А ние немаме право на тоа. Кога заоѓа сонцето, денот што го позлатува. Едно дете сонува, во светот на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. А нашите најмили прерано заминаа во тој свет на бајките. Слава им, ви благодарам.